Во петочното издание на регионалните вести ќе гледате. Споменикот на револуцијата во Тетово е оштетен од засега непознати сторители. Представници од Сдруженијето на Срби и македонци Бранко Чајка од Тетово им оддадоа почит на почесните председатели на друштвото. Казнети 6 мотоциклисти, од ПАЕК службата подигнати 16 погрешно паркирани возила. Полицијата и во текот на вчерашниот ден го контролираше сообраќајот. Споменикот на револуцијата во Тетово е оштетен од засега непознати сторители. Партиите од македонскиот блок го осудуваат ваквиот чин. Оштетен е споменикот на револуцијата во центарот на Тетово. Делови од малтерот на ова спомен обележје се одронати. Неофицијално според очевидци оштетувањето го направиле група деца удирајќи со големи камења. Од тетовската организација на Сојузот на борци го осудуваат ваквиот чин на вандализам, затоа што ова не се случува првпат. Уништување и сквернавење на споменикот имаше во изминатите години. Ова не се случува по прв пат, него перманентно, неколку години назад. Вие сте и како телевизиска куќа и сведоци дека често пати шкртаа графити, пишуваа, меѓутоа и еднаш сме имали оштетување, ми се сини 2018 година, реагиравме и по тој повод. Затоа се разбира треба да биде известена и локалната самоуправа. Локалната самоуправа е пандан на некој начин, таа треба да се грижи за спомениците во град Тетово. Тој споменик е споменик на револуцијата. Не представува ниту македонци, ниту албанци, тој е споменик посветен на борбата, антифашистичката борба во текот на Втората светска војна. Во таа Втора светска војна покрај македонското население учество зеле и албанското население, и турци, и роми, и влази, и сите. И тој споменик де факто не асоцира на некакво си национално обележје, туку на национално ослободителна антифашистичка војна. Со еден збор, навистина општинската организација на Сојузот на борци, а и ја како нејзин председател сум згрозен од ваквиот настан, го осудуваме и ќе бараме да се превземат подитно мерки. Тука во близина има и камере, Министерството за внатрешни работи да го испита случајот, виновниците да се пата и да се казна. И партиите од македонскиот блок преку објави на социјалните мрежи го осудуваат ваквиот чин. ВМРО-ДПМНЕ го осудува вандализмот на несовесните граѓани и бара од МВР да вложи максимални напори за да ги пронајде и казни сторителите на овој гнасен и срамен чин. Воедно апелираме до надлежните институции веднаш да ги санираат штетите. СДСМ Тетово најостро го осудува скврнавењето и оштетувањето на споменикот на народно-ослободителната борба. Бараме надлежните органи во најкраток рок да ги откријат сторителите и соодветно да се санкционираат. Недозволиво е уништувањето на споменикот да остане несанкционирано. Од СВР Тетово подсетуваат дека според член 17 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, за оштетување, уништување и сквернавење на споменици следува парична глоба од 1500 до 2000 евра во денарска противредност. Представници на Сдруженијето на Срби и македонци Бранко Чајка од Тетово утринава во рамки на одбележувањето на нивниот 30 годишен јубилеј. Со положување цвеќе пред вечните почивалишта им оддадоа почит на поранешните председатели и членови на друштвото. Сдруженијето на Срби и македонци Бранко Чајка од Тетово во рамки на одбележувањето на 30 годишниот јубилеј утринава со положување буќа цвеќе пред вечните почивалишта и му даде почит и чест на почесните председатели на Сдруженијето Драган Филиповиќ и Вуксан Булатовиќ, како и на почесниот член на друштвото Миодраг Николиќ. Јубилеите се обично моменти кога се присетуваме и на оние весели, но и на тажни моменти.
Па затоа денеска дојдовме да ги посетиме вечните почивалишта на нашите поранешни членови. Го посетивме гробот на Бранко Хаджилјовски Чајка, чие име Сдруженијето, фолклорната група на Сдруженијето со гордост го носи. Го посетивме вечното почивалиште на нашиот почесен председател, доктор Драган Филиповиќ, и на нашиот почесен член Миодраг Николиќ, кои секој во своето време со своите активности дадоја своја душа на ова здружение. Периодот кога беше доктор Филиповиќ председател, фолклорното друштво го достигна својот максимум, а што се однесува до културните активностите на полето на културата, тука предначеше Миодраг Николиќ. Еден од првите членови на Сдруженијето, Обрат Стојановиќ, со пригоден говор, се присети на делото на првиот председател на Сдруженијето, Вуксан Булатовиќ. Обавља веома одговорно у тим сложени моментима када е био распад братски Југославије, и не само онда, него и 2000-те када е била криза у Тетово, коме и он дао свој допринос како на културно-просветном, а посебно на хуманитарном плану. Жртвујќи се и увек одговоран у жели да помогне свима, посветио се свим биќем. Зато му хвала и слава. Одбележувањето на 30 години од основањето на Сдруженијето на Срби и македонци Бранко Чајка ќе продолжи попладне со изложба на фотографии од архивата на Сдруженијето, а потоа со почеток од 19:30 часот и со свечен концерт во Центарот за култура Илјо Антески Смок во Тетово. Како институциите ги трошат јавните пари? Кои се членовите на управните и надзорните одбори на институциите и како се менаџира енергетската криза во државата? Ова се прашањата за кои граѓаните барале најмногу одговори. Истакнуваат од Агенцијата за право на слободен пристап до информации од јавен карактер. Во изминатите 2,5 години, малку повеќе од 2,5 години од постоењето на Агенцијата за слободен пристап, успеавме да постигнеме значајни резултати во однос на жалбите, односно во однос на така наречената реактивна транспарентност. Тоа е транспарентност по постапување по добиени барања за слободен пристап до информација од јавен карактер. Ако минатата година успеавме да го преполовиме бројот на пристигнати жалби поради молчење на управата, непопуларен институт, оваа година успеавме за речиси 2/3 да го намалиме бројот на пристигнати жалби. Така да, значи, во иднина агенцијата се фокусира на проактивната транспарентност, односно на објавување на информациите со кои располагаат и кои ги создаваат институциите. Тоа ние, значи, во иднина активност која ни престои. Па можам да речам дека од страна на граѓанските организации, медиумите и општо граѓаните, најголемите побарувања во однос на податоците и информациите се во областа на начинот на кој што институциите ги трошат јавните пари. Тоа е едниот податок во зависност од областите. Да речеме, во изминатиот период во услови на COVID, најголемите побарувања за информации се за тоа како се дистрибуирани средствата помеѓу фирмите, од една страна, исто така на кој начин се трошеле буџетските средства во областа на здравството, но има и уште еден момент кој што институциите, односно чии што податоци се побаруваат од страна на граѓанските организации, а тоа е начинот на кој што се управувани институциите, односно кој ги управува, кои се членовите на управните и надзорните одбори, кои се луѓето кои што ги предводат институциите, нивните биографии и така натаму. Тоа е вака во склопот на околности. Сега, како ситуацијата станува актуелна со енергетската криза, гледаме дека има се повеќе упатувања за информации од оваа област. Во насока на подготвување на нашето општество за потполна дигитална трансформација, и во насока на поголема транспарентност и отчетност на институциите,
Мојот кабинет заедно со Центарот за управување на политики и со Агенцијата за слободен пристап на информација од јавен карактер ја подготви оваа анализа со која што сакавме да утврдиме кои се најчесто поборуваните информации во изминатите 3 години од страна на институциите, со цел да направиме една селекција на тие информации што најмногу се барани и потоа како влада да ги обврзаме институциите да ги објавуваат без претходно барање од страна на граѓаните. Тоа од една страна ќе го упрсти пристапот на граѓаните, полесно да доаѓаат до тие информации, ќе зголеми транспарентноста и отчетноста на институциите, а од друга страна ќе олесни работата на администрацијата за да реагира во секој момент на едни исти барања кои што ги добиваат од страна на граѓаните. Зелените искрено и силно ја поддржуваат политиката на проширување на Европската Унија со државите од Западен Балкан. Председателката на комисијата фон дер Лајен кажа дека Европа не е комплетна, Европската Унија не е комплетна без Западен Балкан и целосно се согласуваме со тоа, но сметаме дека зборовите треба сега да се преточат во дела. Ова се однесува на Северна Македонија затоа што особено многу долго време чекавте, ги исполнивте стандардите кои што беа потребни и неопходни за да се започнат преговорите за членство. Пораката од нашата посета тука од последните 2 дена е многу јасна. Северна Македонија има силни поддржувачи во Европскиот парламент. Тука сме во, ако може да кажам, еден одлучувачки момент, затоа што после долго чекање, сега вратата се чини дека се отвора конечно влегување во еден пристапен процес, но секако има грижи и за жал не можеме да тврдиме дека Советот секогаш бил фер во однос на Северна Македонија. Лишени од слобода повеќе лица поради поседување дрога, семејно насилство и непријавен престој. Во полицискиот билтен информации за сообраќај на несреќа во која се повредени 2 лица. Денеска околу 5 часот и 10 минути во СВР Тетово е пријавено дека на локалниот пат Тетово-Требош во близина на Требошки надвозник патничко моторно возило Опел Корса со тетовски регистерски ознаки, управувано од 41-годишникот Тетовско Теарце, излетало од коловоз. Во несреќата возачот се здобил со тешки телесни повреди, а со патникот 29-годишникот Тетовско Глоѓи со телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница, каде биле пренесени за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Ноќеска половина час по полноќ во Тетовско Теарце полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 28-годишникот Тетовско Одри затоа што при преглед му бил пронајден кокаин. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во Тетово е лишен од слобода и 20-годишен тетовец, кај кого била пронајдена марихуана. По целосно документирање на случајот против него ќе следува поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар вчера лишиле од слобода 48-годишникот Гостиварско село поради сомнение дека на 20 овој месец околу 20 часот во семејниот дом физички ја нападнал неговата 20-годишна ќерка. Се расчистува и документира случајот. Вчера вечер во 2 објекти во Гостиварско Форино и еден во соседното село Чегране, полициски службеници привеле 7 лица од Република Албанија, кои непријавено престојувале на подрачјето. Албанските државјани се задржани во полициската станица Гостивар за натамошна постапка. Вчера во СВР Тетово е пријавено дека на 21, односно 22 септември со употреба на сила биле одземени пари од метално сандаче во џамијата во Долнореканска присојница. Увид извршила екипа од оделението за внатрешни работи Гостивар. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Вчера во СВР Тетово е пријавено дека на улица 125 во Тетово настанал пожар во товарно моторно возило Ford Transit со скопски регистерски ознаки, сопственост на скопска фирма. Нема повредени лица, а опожарени биле повеќе предмети и опрема во возилото. Со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, пожарот е локализиран. Увид извршила екипа од СВР Тетово. Казнети 6 мотоциклисти, од ПАЕК службата подигнати 16 погрешно паркирани возила. Полицијата и во текот на вчерашниот ден го контролираше сообраќајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 11 до 16 часот спровеле акцијска контрола на мотоциклисти, во која биле откриени законски санкционирани 6 прекршоци, по 3 во Тетовско и 3 во Гостиварско. Најголемиот број од прекршоците, односно 4, се однесувале на некористење заштитна опрема, односно кациги, а 2 на управување без возачки дозволи. Во контролата исто така биле откриени и 10 други видови сообраќајни прекршоци, 5 во Тетовско и 5 во Гостиварско. На подрачјето на СВР Тетово вчера од 6 до 10 часот спроведена е акцијска контрола, во која биле опатени возила кои вршат јавен превоз на патници, најмногу автобуси и такси комбиња. При контролата откриено едно техничко неисправно возило во Тетовско кое имало неисправни сопирачки. Покрај тоа санкционирани се и 2 возила, по едно во Тетово и во Гостивар, кои не ги поседувале потребните документи за вршење на ваков превоз. Технички неисправното и возилата без документи исклучени се од сообраќај и изготвени им се законски предвидените поднесоци. Во оваа контрола откриени и санкционирани исто така биле и 8 други видови сообраќајни прекршоци. 7 во Тетовско и 1 во Гостиварско. Секторот за внатрешни работи Тетово продолжува со засилените активности за поголем ред и безбедност со паркирањето во Тетово. Вчера санкционирани од ПАЕК службата подигнати се 16 непрописно, односно погрешно паркирани возила, најмногу во централното подрачје. Овој месец досега вкупно биле подигнати околу 300 возила, претежно паркирани во така наречени двојни редови, во зона на крстосници и на други недозволени места. Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!